Американскиот актер Шон Пен, добитник на годинашниот Оскар за најдобра споредна машка улога, не присуствуваше на свеченото доделување во Лос Анџелес, туку замина во Украина, каде што прими символична верзија на престижната награда. Пен беше награден за улогата во филмот Една битка по друга, но наместо на сцената во Долби театарот, наградата ја прими во Киев, каде што беше забележан на улиците на украинската престолнина и оствари средба со председателот Володимир Зеленски. Специјалната статуетка, наречена Железен Оскар, му ја врачи директорот на украинските железници Олесандар Перцовски. Таа е изработена од метал од железнички вагон оштетен во руските напади. Ви недостасува Оскар, впрочем вашиот последен му го подаривте на председателот, затоа го направивме овој, изјави Перцовски во видео објавено на социјалните мрежи. Тој додаде дека наградата не е златна, но има длабоко символично значење. Овој метал преживеа, па затоа ставивме зборови кои за нас се многу важни. Не е златен, но е вистински и доаѓа од длабочината на нашите срца, рече Перцовски. Видно трогнат, Пен му се заблагодари и го прегрна. Сето ова е вистинско богатство. Ви благодарам, одговори актерот. На задната страна на статуетката е гравирана порака во која се наведува дека челикот некогаш превезувал милиони луѓе далеку од војната, а денес е претворен во символ на благодарност за неговата поддршка. Впечатливата сличност на двете актерки повторно беше во насловните страници, а гледачите останаа запрепастени додека позираа заедно, особено кога Вивинг гордо го покажа својот труднички стомак, додека звездата од Оркански висови Роби се одлучи за елегантен кожен асамбл. Заедничката фотографија на 35 годишната Роби и 34 годишната Вивинг изгледаше како паметен холивудски трик со огледала. Со брановидна руса коса, идентични насмевки и честопати испреплетени кариери, не е ни чудо што обожавателите долго време инсистираа дека можеби се близначки. Актерките кои за прв пат го споделија екранот во филмот Вавилон честопати се смеат на овие споредби. Која е Самара Вивинг? Австралиската актерка Самара Вивинг е родена на 23 февруари 1992 година во Аделајда и го постигна својот прв голем пробив на австралиската телевизија, каде што по широката публика ја памети по улогата на Инди Вокер во сапоницата Дома и на гости. Токму оваа фаза од нејзината кариера и ги отвори вратите кон меѓународни проекти и Холивуд. Филмот Подготвени или не од 2019 година и го донесе светското признание, во која играше Грейс, хероина која се претвора во немилосрдна хероина преживеана во текот на една ноќ. После тоа, таа дополнително го зацврсти својот статус како една од најинтересните актерки на нејзината генерација во наслови како што се Дадилката, Вавилон и Врисок 6, а публиката особено ја сака поради нејзината комбинација од хумор, енергија и експресивна харизма на кралица на врисоците. Владо Ѓоргиев својот концерт во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје, закажан за 20 март, го премести и го презакажа за нов термин за 24 април. До поместување на концертот дојде заради, како што самиот Владо вели, пропуст на неговиот организационен тим, кој не бил информиран дека во седмицата кога требаше скопскиот концерт да се одржи, се паѓа годишнината од катастрофата во Кочани. Оваа недела не е во ред да пееме, барам јас така мислам. Се извинувам, ама навистина не е во ред. Се гледаме на 24 април, ве чекам онака господски, и порача Владо Ѓоргиев на својата македонска публика во кусата изјава при неговиот вчерашен престој во Скопје. На сето тоа, денот на самиот концерт се паѓал на верскиот празник Рамазан Бајрам, што за пејачот било дополнителна причина за поместување на неговото одржување за 24 април. Со нетрпение го очекуваме доаѓањето и настапот на Владо Ѓоргиев во Скопје и се извинуваме за поместувањето на концертот. Ви ветуваме незаборавна забава и вечер за која долго ќе се зборува. Порачуваат организаторите со напомена дека купените влезници ќе важат и за новиот датум 24 април.
Со монодрамата Кармен, драмскиот театар од Скопје вчера ја отвори официјалната програма на меѓународниот фестивал на монодрамата во Сеул, Јужна Кореја. Фестивалот се одржува од 17 до 26 март во организација на театарот Самилро Чанго од Сеул. Овој театар е историски исклучително важен мал театар кој се смета за центар на алтернативната и современа сцена во Јужна Кореја. Со меѓународниот фестивал посветен на монодрамата како специфична и исклучително предизвикувачка сценска форма, театарот успешно се позиционира на светската театарска мапа, билат од драмски. На фестивалот покрај македонската ќе се изведат 8 представи од Јужна Кореја, Полска, Јапонија, Романија и Италија.